Здравейте, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме за инфлационата стапка која што треба да биде одјавена во Америка за само неколку часови, со тоа што во моментов е околу 12 часот наутро во Малта, односно исто и како во Македонија, со тоа што самиот релиз ќе биде во 8:30 Eastern Time, нели според Вашингтон, на 10 август денес, а тоа во наше време би било практично разлика од 6 часа, што значи дека ако е таму 8:30, во Македонија и Малта ќе биде 2:30 попладне, затоа и ова видео го правам сега 2,5 часа пред тоа. Значи ќе го објавам веднаш што ќе го завршам со цел да може и сами да видите, значи во 2:30 по наше време треба да биде објавен овој репорт, ќе биде објавена оваа страна, истата може да најдете кај нас на CryptoGamegия на Facebook страната, таму ја објавивме. Наједноставно може да го најдете линкот. Нормално само скролнете кај нас на Facebook страната и ќе го најдете. Со тоа што денес треба да добиеме нова стапка за јули месец. Значи на 10 август добиваме стапка на јули затоа што потребно се во оваа ситуација барем 10 дена да се обработат сите оние податоци за практично цените како се движеле во целиот месец јули и како инфлацијата реагирала, дали продолжила да расте, продолжила да паѓа или останала негде на исто ниво. Сега, ќе пробаме да представиме три сценарија во однос на тоа каква е самата инфлација и што би очекувале во однос на тоа кога би се придвижила нагоре, надолу или би останала неутрална. Сега, првенствено што сакам да ви покажеме дека и самиот маркет, доколку се вратиме на неделно ниво, ни покажува неодлучност. Значи на неделно ниво, како што можеме да видиме, пример, по Market Cypher, гледайте. Значи имаме буквално неутрален бран на моментум, затоа што, гледате, ова многу лесно би може да се придвижи надолу во исто време. VWAP, иста ситуација. VWAP е комплетно хоризонтален. RSI хоризонтален. Единствено сток RSI е во се уште висок раст, но тоа е моментално oversold 83,8. Гледаме дека тоа приближно од прилика каде што и претходно исто се движел. Со тоа што се уште сме во негативен money flow, тоа не го заборавајте, значи ова не е bullrun, ова е само одлука дали ќе продолжиме нагоре со оваа корекција или ќе се вратиме надолу како што поголемиот дел од луѓето очекуваат, но сега ќе поразговараме повеќе околу тоа. Значи како што можеме да видиме на неделно ниво, генерално се е неутрално. Кога би се придвижили на дневно ниво, значи во оваа ситуација можеме да видиме дека овдека сме спремни за корекција. Зошто? Значи како што можеме да видиме оваа екстензија која што е уствари практично само се уште градење на овој bear flag, значи гледате, ова е уствари практично држката на знамето, полот, ова е самото знаме, формацијата и рековме дека од тука на другата страна можеме да рачунаме дека тоа би било следната мета надолу, која што многумина се очекуваат да ја постигнат, а тоа би било негде, како што рековме, од 15 до 13.000. Значи повеќето од луѓето очекуваат дека тоа би бил следниот пат доколку го имаме. Со тоа што, значи по повеќе околу тоа дали сме го утврдили дното или не, ќе разговараме утре. Денеска правиме само анализа на тоа што би очекувале во однос на самата инфлација и што би бил следниот потек. Сега, првенствено го коригиравме овој канал кој што се движеше нагоре. Сега ќе ви покажам и зошто. Значи претходно каналот, значи доколку ја копираме, ова е новата каде што е поставена, но доколку истата ја клонираме, истата доколку ја преместиме на претходното место каде што се наоѓаше, беше на овој почеток овде. Со тоа што значи самиот прогрес на бранот ни покажува каде треба ова беше практично претходното место на правата, кое што може да погледнете на пример на претходните наши видеа каде се наоѓаше. Со тоа што како истиот се прошири, така и бран, значи горниот дел на овој канал моравме да го преместиме поради новите врвови кои што се случија во погорниот дел од овој канал, што и кореспондира, значи тоа е само преместен, каналот не е одново направен, тоа е исто паралелен канал со овој, мислам со овој тренд доле, и како што можеме да видиме од горната граница на овој пат овде, кореспондира комплетно со горниот дел од брановите, со тоа што имаме два обиди за негов пробив, неуспешни, имавме вчерашна корекција до горната граница, која што исто така кореспондира со Болинџер бендот, и при тоа имаме пат надолу до средината на Болинџер бендот. Со тоа што и ова моментално представува неутралност, која што треба да одлужи каде ќе се движи, поради тоа што имаме. Значи сите овие
MAs, средни вредности на биткоин во оваа ситуација, се како што можеме да видиме хоризонтални. Значи, истите се буквално на момент на одлука, дали ќе се пробие средната вредност на Болинџер бендот надолу, преку ова поле, кое што досега беше еднаш неуспешно и еднаш успешно ретестирано, или пак ќе продолжи нагоре кон горната граница на овој канал во обид да го пробие. Со тоа што јас лично, значи, ќе ги погледнем сите сценарии, сега прво да ви кажам генерално како стои работата. И овдека гледаме дека имаме солиден момент за корекција надолу, со тоа што RSI и сток RSI се на средна вредност од 50 и повторно гледаме дека имаме неутрална вредност од 50 која што може во било кое време да трне во било кој правец, но како што можеме да видиме бранот на моментот ни покажува се помали и помали вредности, односно lower highs, помали врвови, кои што се повеќе и повеќе се движат надолу. VWAP е во негатива, но истиот може да продолжи, гледаме дека претходно имали многу големи негативни вредности надолу. Дополнително да не забораваме дека претходно имавме ова bearish divergence, која што не верувам дека ова што го гледаме овдека е доволно за да одигра ова bearish divergence. Значи останува да видиме во следниот ден. Тоа што овој во споставен нов канал многу подобро ни го изразува моменталното движење на цената, како што можеме да видиме ограничено од самите граници на истиот. Значи дури доколку се придвижиме на 4 часа, можеме да видиме многу подобро како истиот, значи гледате колку добро кореспондира со самите врвови. Значи она што моментално поново го поставивме од практично овој локален хај, значи точно кореспондира со врвовите на горните граници, со овие два обиди за пробив на каналот, кои што гледаме дека се уствари тест неуспешен, исто и овде, неуспешен и повторно цената се движи под самиот канал, со тоа што моментално имаме повторно ова неуспешен обид за пробивање, што јас верувам дека може да резултира со солиден негативен бран, со тоа што гледаме дека 4MA се конечно сиви, значи рековме кога се бели, бранот се движи нагоре, само што се претворија во сиви и самите цената прави ритест на овие 4MAs, гледаме дека на 4 часа веќе е под средната вредност на Болинџер бендот, со тоа што гледаме дека и вредностите се во негатива, иако значи овдека имаме заоблување, значи се зависи од тоа што ќе го видиме моментално на значи на резултатот на инфлацијата за претходниот месец. Сега, зошто е тоа така? Значи мораме да разбереме дека најголемиот дел од тоа е психологија. Односно, доколку и понатаму, значи сега во оваа ситуација како што можеме да видиме, индексот постојано расте. Иако имавме овдека обид за заоблување, гледаме дека следниот веќе е повисок од март практично, во мај. Со тоа што и понатаму, значи доколку имаме и понатаму зголемување на овој индекс, првенствено мораме да земеме во предвид дека иако Фед моментално е на одмор и нема да има состанок во август, тоа не значи дека истите не можат вонредно да воведат мерка, со тоа што дури и во август може да воведат например 0,5% зголемување на каматната ставка, што дополнително ќе резултира, како што разговаравме до сега, со повлекување на паричните средства од сите пазари назад кон Фед, а со тоа се намалува количината која што има на пазарот на долари и со тоа се зголемува и неговата вредност. А колку повеќе се зголемува неговата вредност, оваа корекција која што очекуваме нагоре конечно на DXY, толку повеќе можеме да очекуваме дека сите пазари ќе падат. Сега, значи многу едноставно. Повисока инфлациона стапка од 9,1 ќе резултира со страф на пазарот, што значи дека инфлацијата и понатаму расте, дека она што Фед го прави се уште не е доволно за да добиеме заоблување на овој индекс, а доколку добиеме двоцифрена инфлација, може да очекувате комплетен страф на пазарот. Комплетен страф на пазарот значи дека првенствено луѓето ги вадат парите од своите најризични, да речем, држења, како што се криптовалутите, потоа ги вадат од берзите, односно чување на акции и хартии од вредност. Значи, во оваа ситуација, секогаш првенствено се вадат парите од ваков тип на добра, затоа што истите се многу по, да речем, флуктуирачки, значи имаат многу поголема волатилност, за разлика од, да речеме, доколку ги држат во парични средства. Значи, затоа и уште еднаш ќе напоменам. Многу едноставно е. Колку повеќе се движи нагоре инфлацијата, толку повеќе расте стравот на пазарот,
колку повеќе расте здравот на пазарот, толку повеќе луѓето се повлекуваат од ризични средства, како што се криптовалути, берзи, значи се што он представува различно да речем од основна валута или пак од државни обврзници. Значи основните валути како што се во случајот доларот, еврото, оние значи ја зборувам јаки валути, иако имаме инфлација, значи нивната флуктуација е само инфлацијата. Истите флуктуираат, но не толку многу како што флуктуира на пример криптопазарот или берзите. Значи падовите не се толку големи. Затоа луѓето не купуваат ризични средства и остануваат со паричните средства се додека пазарот не се смири или пак купуваат обврзници, кои што се државни договори, кои што на пример се зборам државни обврзници нормално, кои што се државни договори со кои што на пример после 10 години добивате фиксен профит на парите што сте ги внеле, толку очекувате дека на пример наредните 10 години ќе има нестабилен пазар, на тој начин ги зачувувате парите, знаете дека ви се на фиксно место, добивате фиксна камата без разлика на тоа што и да се случи. Значи тоа е да речем safe play, односно сигурен начин на играње. Со тоа што значи тоа најчесто не може да го правиме ние како да речем физички лица, обични смртници, затоа мораме да се фокусираме на тоа како можеме да го надминеме ова. Сега. Значи тоа е доколку добиеме поголема стапка или пак двоцифрена стапка. Во тој случај можеме да очекуваме дека Fear and Greed индексот на пазарот, чисто ќе испоредиме да видиме што се случува денес, може да порасат да порасне самиот Fear на пазарот драматично, односно индексот да падне на кај нулата. Доколку добиеме иста стапка, тогаш буквално не може никој да одлучи што ќе се случи, затоа што тогаш веќе буквално паѓа на китовите. Значи каков тип на манипулација тие ќе направат, дали ќе продадат или ќе купат на пазарот, останува буквално на нив. Значи кога станува збор за неутрално, како што е на пример 8,5 па добиват 8,3 или 8,4 или можеби иста стапка, во таа ситуација стварно никој не може да предвиди што може да се очекува. Чисто да видиме што се случува моментално за да можеме да споредиме утре. Значи гледаме дека од вчера 42 до денес имаме 31,10 поени од страф за тоа што може да се случи на пазарот. Значи гледате, луѓето се подготвуваат, ги продаваат своите ризични добра, затоа и го имавме тој пат вчера, кој што се случи на биткоин, иако имавме солидна корекција, до крајот на денот, значи биткоин падна надоле скоро 6%. Значи тоа е она што ви кажувам дека луѓето се припремаат посебно пред ваков тип на големи евенти и не тргуваат затоа што е многу ризично. Не можеш да го предвидиш пазарот затоа што не можеш да знаеш што ќе биде инфлационата стапка додека истата не биде објавена после 2 часа од сега. Затоа, значи гледаме дека што се случува. За еден ден од 42 паднало на 31. Значи чисто гледате какав пат. Значи во нормални денови индексот се движи нагоре по 3 поени, по 2 поени, по 4 поени. Овде ќе имаме 42 на 37, тоа се 11 поени се придвижил индексот за само еден ден поради стравот на пазарот дека може да се случи практичен колапс доколку на пример имаме двоцифрена инфлација. Овде е малку помал, значи само чисто да видиме како изгледа истиот. Гледаме дека е 49 неутрален затоа што за разлика од криптопазарот, значи S&P 500 и Nasdaq има многу подобри корекции и многу подобро движење нагоре. Значи чисто да покажеме, гледате. Значи SPY на пример буквално солидно се придвижи нагоре, но она што мораме да го видиме во оваа ситуација е на неделно ниво истиот, гледате што формира, само момент. Значи дупл врв, така. Значи гледате, имаме дупл врв, значи многу едноставно посебно неделно ниво, гледате како лесно се гледа. Значи буквално овие неколку пречки кои што претходно представуваат долни, да речем, дно на цената кои што имале баунс, сега представуваат многу солидна пречка која што прво го запира овој бран, сега го запира овој бран. Значи гледаме дека на вистина имаме солидна пречка овде каде што цената не може да помине, тоа се покажува веќе некое време. И доколку се вратиме само на дневно ниво на момент, само сакам да ви покажам што се случува. Значи на дневно ниво исто така во Forex доколку погледнеме се наоѓаме на 100 дневната средна вредност која што сега моментално цената буквално се наоѓа околу неа. Но пак ќе повторам, момент на повисока инфлација ќе значи дека Фед ќе реагира можеби надвор од нивниот одмор и тоа доколку се случи можеме да очекуваме пад на пазарот. Гледаме дека и доколку погледнеме на Market Cypher, гледаме дека самиот е спремен за корекција. Значи, само што добиваме прекршување на бранот на моментум, кој што е моментално на вредност 70, рековме од 60 до 70 е најверојатно корекцијата за надолу, гледате, од 60
до 70, каде што еве тоа и се случува. Значи сток RSI е веќе oversold затоа што рековме на Market Cipher после 60 се рачуна, но сепак ја оставиме 70 како граница затоа што тоа е официјалната граница според економијата и гледаме дека се придвижува надоле. MACD се придвижува надоле, значи Money Flow се придвижува надоле, сток RSI локален топ сме направиле, оваа црвена точка ни го покажува тоа. Значи буквално се ни покажува дека сме спремни за корекција на дневно ниво, чисто да видиме што се случува на неделно ниво за значи за корелација. Значи гледајте, на неделно ниво, доколку го споредиме, имаме заоблување на VWAP, што е првиот индикатор кој што ни покажува дека ќе има корекција, заедно со сток RSI, кој што беше на максимална вредност од 100. Значи гледаме дека RSI го тестира 50 левелот, кој што гледаме дека повторно е исто така заоблен надолу. И следно мораме да видиме дали и бранот на моментум ќе го направи истото понатаму. Значи како што гледаме во S&P 500, доколку добиеме повисок степен на инфлација, можеме директно да очекуваме паѓање, а кога берзите и брзански индекси како S&P 500 и Nasdaq паѓаат, можеме директно да очекуваме дека тоа веднаш ќе се одрази и на криптопазарот и дека, еве, на пример, во оваа ситуација на неделно ниво, гледаме дека на 100 неделната средна вредност сме имале еден неуспешен тест и ова е веќе втор тест на истиот, кој што доколку го пропуштиме, значи доколку ова ниво држи, тогаш верувам дека ќе се придвижиме надолу, како што и очекувавме дека овој bear market не е завршен. Сега, да не заборавиме дека, нели, голема веројатност дека може да се случи и обратна ситуација. Значи само прво да поразговараме малку околу Nasdaq, околу DXY. Значи DXY рековме е индексот на вредноста на доларот, кој што досега правеше масивна корекција. Гледате, значи оваа корекција трае веќе 1, 2, 3, 4 недели, во кои што 4 недели истиот се коригираше од претходниот врв кој што го достигна 109,3, кој што истиот не бил достигнат веќе 40 години, ваков масивен врв на вредноста на DXY индексот, но тоа е затоа што гледаме дека истиот е на крајот од самиот Bollinger Band и се придвижи до месечно ниво кое што е карактеристично за значи чисто да ви покажам од каде доаѓа, ако се сеќавате претходно ги покажувавме, но сега ќе ви покажам чисто да видите. Значи ова ниво кое што моментално ќе се обидува да скрши е локален врв кој што потекнува уште од 2002 година. Значи 2002 година во оваа ситуација треба да го пробие овој врв, замислете 20 години му требало само за да стаса повторно да го ретестира. Значи затоа ќе биде потребно време за да видиме дали истиот ќе може да се придвижи нагоре и да го пробие ово ниво, но пак ќе кажам, се додека има инфлација, се додека Фед додава дополнителни стапки за да ја ублажи оваа инфлација, можеме да очекуваме и понатаму придвижување на DXY индексот нагоре, со тоа што ако погледнеме на дневно ниво на Market Cipher, гледаме дека веќе сме направиле bearish divergence, која што можеби е завршена, мораме да видиме. Гледаме дека сток RSI е на прилично ниска вредност, VWAP се заоблува, со тоа што мораме да видиме како ќе изреагира бранот на моментум, кој што како што гледаме почнува да се заоблува, но мораме да видиме како денеска ќе изреагира од самата инфлационна стапка. Значи се зависи од инфлационната стапка што ќе покаже. Доколку донесе страф на пазарот, ќе продаваат луѓето и ќе се обидуваат да држат колку што може повеќе долари, затоа што знаат дека сите прибегнуваат кон доларите, а колку повеќе доларите се купуваат, толку DXY индексот ќе расте и на тој начин практично ќе бидат во профит затоа што сите се обидуваат да се заштитат со тоа што доларот е моментално светската резервна валута. Доколку се придвижиме на дневно ниво, за разлика од тоа, можеме да видиме дека оваа корекција беше масивна досега и иако имаме овдека прекршување, значи гледаме дека ова е прекршување затоа што сме имале придвижување нагоре. Значи ова е само прекршување на половина од бранот. Гледаме дека и RSI и сток RSI се на 50, кој што се уште не е одлучил во однос на тоа што ќе се случи со инфлацијата. Гледаме дека VWAP е на нулата и единствено што ни покажува дека можна е корекција е ова повторно премостување на базичната и сигналната линија на бранот на моментум. Значи на дневно ниво, како што можеме да видиме, и самиот цена се движи во овој рейндж на акумулација, која што јас верувам дека со оглед на фактот дека се наоѓаме на долната страна на Bollinger Band-от, е голема веројатност да продолжи да се движи нагоре во уште еден обид за пробив нагоре на овој канал. И тоа е она што ние го очекуваме за да купиме уште еднаш пред во остварување на последното дно во овој bear market, доколку тоа се случи. Значи ова е што очекуваме од DXY индексот, што е обратно пропорционален со самиот биткоин. Значи, да се вратиме уште еднаш.
Втората опција, рековме, е дека може да се случи неутрален степен на инфлација, односно, например, да се повтори истиот, 9,1, или да има толку мала разлика, што, например, ќе биде 9,2 или 9,0, или 9, само 9. Значи, во оваа ситуација можеме да очекуваме дека, значи, тоест, не можеме да очекуваме со оглед на фактот дека не знаеме како самиот пазар ќе реагира, дали тоа ќе го види како да, значи еве можеби ова е врвот на инфлацијата, со тоа можеби, значи ова што не успеала да се покачи повторно инфлацијата е позитивен фактор, или пак тоа ќе биде пак на некој начин она неодлучно на самиот пазар кога цената ќе продолжи да се движи како и досега, неодлучно во некоја хоризонтална линија нагоре и надоле за неколку проценти. Значи тоа е она што може да се очекува кога е неутрална, затоа што тоа е пак на некој начин несигурен пазар. Значи не знаете како пазарот ќе реагира. Доволно е 2 или 3 китови да одлучат дека сакаат да се движат во одредена насока и да го поведат целиот пазар така. Затоа пак ќе кажам, околу овие денови не е паметно да се тргува, ќе го повториме уште еднаш истото и затоа го отворив овој чарт за да ви покажам уште еднаш дека гледајте во нормални денови, значи еве од 50 до 100 милиони на лонг и шорт со прилика се ликвидациите. На денови како овој каде што имаме големи одлуки, истите скокаат по, гледајте, значи 300 со 400, така? 200 со 200. 300 со 200. Значи, затоа ви кажувам, они чекаат ваков тип на денови каде што луѓето навистина мислат дека знаат што ќе се случи или мислат дека знаат како да се постават. Значи дури и на пример да добиете пример поголема инфлациона стапка, они може буквално да ја бутнат цената нагоре само за да ве ликвидираат. Затоа, уште еднаш ќе напоменам. Значи не брзајте, еве, денеска ја покажуваме стапката е 16,5 со 52 милиона во шортс и лонгс. Колку се досега ликвидирани? За 2 часа ќе биде објавено, значи за 2 часа ќе биде објавено нивото на инфлација и гледајте колку ќе има голема ликвидација утре кога ќе го направиме следното видео за биткоин, со оглед на фактот дека многу од луѓето ќе мислат дека знаат каде ќе се движи цената и ќе знаат како треба да се постават на пазарот. Затоа ќе предупредиме уште еднаш, не брзајте на овој пазар, е многу нестабилен, без разлика каква ќе биде инфлационата стапка, дајте му барем еден ден истиот да се стабилизира пред да одлучите како сакате да постапите. Освен ако сте професионалци и мислите дека знаете што правите, тоаш во ред, нели? Има луѓе кои што навистина имаат начини како тоа го прават и успеваат на ваков тип на волатилни пазари навистина да бидат во профит. И обратно, ова е третата варијанта која што се очекува од инфлационата стапка, односно замислете да има солиден пад. Значи, например, сега замислете од 9,1 да се врати на 9,5. Тоа ќе биде многу позитивни информации за пазарот и тоа веќе може да очекувате продолжување на овој рели нагоре, односно можеби ќе имаме и breakout повторно на горната граница на каналот, што дополнително ќе го натера DXY да продолжи со оваа корекција надолу. Значи, опаѓање на инфлацијата, ако се сеќавате, беше едно од оние основни индикатори кои што ни покажуваат дека имаме дно на пазарот на берзите и на пазарот на криптовалутите. Доколку се случи опаѓање, сега на пример 9,1 да добиеме 8,5, па да добиеме 8, па да добиеме 7,2 на пример. На тој начин веќе знаеме дека инфлацијата го добила својот врв, овие каматни стапки кои што се воспоставени на пазарот на вистина си работат работата и на тој начин ние, значи, на вистина сме го утврдиле дното. Затоа ви реков, на наредните две каматни стапки, извинете, на наредните две инфлациони стапки ќе знаеме дали сме го добиле врвот, доколку имаме заоблување на таа крива, ќе имаме заоблување и на DXY индексот кој што доколку тоа се случи, тогаш веќе Фед нема потреба од поставување на нови каматни стапки. Тоа значи дека DXY или ќе продолжи да биде хоризонтален или пак ќе продолжи со корекција надолу, затоа што истиот доколку погледнеме на месечно ниво е многу overextended, значи истиот е во многу голема вредност. Ова е bull run кој што трае уште од значи гледајте, овој не е од ова е само последната корекција. Доколку гледаме од каде е целата овој bull run од кој што започнал, е од 2008-та, од самиот колапс на банките во Америка, онаа криза која што оние предизвикаа вештачки. Значи уште од 2008 година го имаме овој целосен bull run на доларот, кој што доколку би продолжи максимално рекове може да оди до горната граница која што претходно била, нели, официјален на некој начин горна граница кај што може да стаса доларот, тоа е некоја вредност со 117, еве нешто, но тоа е апсолутна максимална вредност која што очекуваме тоа да се случи. Гледаме дека веќе имаме, значи овие неуспешни обиди можеби ќе направат да имаме корекција. А ваквиот тип на корекции најчесто значи траат
по една година, например, трае ваков тип на корекција, која што дава на останатите пазари да имаат свој булран. Што значи дека доколку овој се спушти на корекција од една година, е тоа што го очекуваме за утврдување на дно. Значи рековме, тие се двата индикатори кои што ни фалат последниот пат кога правевме анализа за тоа дали сме го утврдиле биткоин дното. Затоа и реков, во наредните 2 месеци точно ќе знаеме дали навистина сме го утврдиле дното и дали конечно ќе се придвижиме нагоре, доколку добиваме за облување на DXY вредност, односно конечно истата ќе направи lower low, значи на пример доколку добиеме lower low од овој, тогаш веќе знаеме дека DXY се придвижува надоле веќе и истото ќе важи и за самата инфлација, односно инфлацијата која што моментално е на 9,1, да добиеме една точка, последна точка, на тој начин ќе знаеме дека сме го утврдиле дното, не само на биткоин, туку и на останатите пазари. И на тој начин веќе ќе знаеме дека се што сме купиле од овој момент нагоре ќе оди само нагоре, иако имаме минимални корекции, значи битно е дека сме го утврдиле дното. Значи тоа се трите варијанти кои што ги очекуваме. Ќе повториме уште еднаш. Доколку добиеме повисока стапка. Колку е повисока стапката, толку е поголем стравот на пазарот, колку е поголем стравот, толку повеќе луѓето прибегуваат кон долари. Ако прибегуваат кон долари, расте DXY индексот и останатите пазари паѓаат надоле во подлабока корекција и ако добиеме двоцифрена инфлација, јас лично мислам дека ќе добиеме многу голема корекција на биткоин и на пазарите надоле, затоа што можеме да видиме дека до 2000 година не сме имале двоцифрена инфлација. Двоцифрена инфлација, само да ви покажам, чисто да видите зошто е тоа толку голема работа. Двоцифрена инфлација во Америка, последен пат имало, гледајте кога. Гледајте. Во 82 година имало последен пат двоцифрена инфлација. 82 година, значи до сега имаме точно 40 години кога последен пат имало двоцифрена инфлација. Ако тоа се случи, јас верувам дека ќе имаме многу страф на пазарот и очекувам солиден пат на сите пазари, вклучително и на криптовалутите, кој што мене ако ме прашувате е најдобар исход што би можел да се случи, затоа што купување на таков тип на валути на екстремно ниски вредности, а знаете дека истите нема додат нигде на пазарот, како што тоа се случи со претходниот пад во пандемијата, се шанси кои што не доаѓаат толку често. Значи, потоа можеме да имаме, например, некој период на економски напредок во кој што цените ќе се движат нагоре, но нема да се движат толку брзо како што се движат кога имате масивен дип поради некаков страф на пазарот, како што оваа ситуација е, например, двоцифрена инфлација, во која што можете да купите за многу поевтина цена и пазарот да се опорави, да речеме, за наредната година, но она опоравување ќе биде многу поголем профит од било кој профит што може да го направите во булран. Значи, ви оверувам. Она што ќе го купите во ваков тип на дипови, е она што луѓето го кажуваат дека се купува кога луѓето се уплашени, се купува кога има буквално крв по улиците. Па дури и таа крв да е ваша, како што вели, нели, еден од оние најбогати луѓе во светот, Ротшилд, значи он буквално тоа и го кажува сам. Кога имаме најголеми кризи, тогаш се купува, затоа што цените се ефтини и луѓето се уплашени, а вие знаете, например, дека одредено добро навистина ќе биде потребно во наредниот период во светот, како што оваа ситуација се основните и најголеми криптовалути, како што се, например, биткоин и етериум, па и можеби оние 5-6 blue chip крипто, како што се ADA, Solana, Ripple, DOT и слично. Значи, тоа е тоа што ја кажувам. Таков тип на двоцифрена инфлација е одлична опција, одлична позиција за сите нас да можеме да купиме многу поевтин крипто од она што би можеле да го купиме во наредниот период откако овој страф на пазарот ќе заврши. Доколку добиеме иста, да речем, приближен степен до она што моментално го имаме 9,1, не може да одлучите како ќе се придвижи пазарот, може да оди во било која насока и доколку добиеме пониска инфлација, колку е пониска инфлацијата од моменталната 9,1, толку повеќе ќе нема страф на пазарот, односно луѓето ќе мислат дека сме го достигнале врвот, иако да не заборавиме. Тоа веќе еднаш се случи, од 8,5 падна на 8,3, затоа и кажувам. Значи, мала разлика, како 0,2% не е доволна за да можеме да кажеме да, тоа беше врвот, се движиме надолу. Значи, тоа ова е буквално лекцијата која што тие што не ја знаеле ја научиле овде. Значи, мораме да добиеме масивен пад, како е од 9,1 на 8,6 например. Значи, во таа ситуација можеме да кажеме дека 0,5% е напредок, со оглед на фактот дека за 0,5% постојано се движи нагоре. Значи, затоа ќе напоменам. Пад мораме да биде масивен пад значи зборувам 0,5 па нагоре, за да можеме да очекуваме дека навистина имаме корекција на инфлацијата. И мораме истиот да биде
барем 2 последователни месеци. Што значи дека доколку добиеме 0,5, тоа не значи дека е готово. Јас повторно, лично за себе си, очекувам и август да биде голем пат на инфлацијата, за да можем да кажем да, еве јули и август официјално добиваме солидна практично корекција на инфлацијата надолу, да, очигледно тоа е врвот и можеме веќе да влеземе со се што имаме во пазарот со цел да, купиме што можеме поблиску до дното, иако на пример не сме купиле на апсолутно до дно. Бркање на апсолутно до дно е, како да кажем, промашена инвестиција. Значи, поентата е да купите што може подлабоко. Поентата е да видите дали има потенцијал за уште еден пат. Затоа денес, сега е 12:30, тоа значи дека за 2 часа во 2:30 часот ќе добиеме официјални информации и ќе видиме што ќе случува. Оттаму, јас ова кратко видео го направив и ќе го објавам веднаш, верувам дека за некој половина до 1 час, негде околу 1:30 ќе имате повторно 1 час да го погледнете и да одлучите што сакате да направите на овој пазар. Малку доцна, но за жал ова е единственото време кое што го имав да го направам ова видео. Се надевам дека ова ќе ви помогне и уште еднаш ќе напомена, бидете предпазливи, јас и утре повторно ќе го направам овој ликвидационен чарт да видам колку од тие луѓе биле ликвидирани затоа што знаат што прават. И пред да завршам само уште еднаш на investing.com, значи самиот портал има на некој начин како анкета во која што ги прашува луѓето што очекуваат, значи 9,1 актуелната, они очекуваат да падне до 8,8, што мене ако ме прашувате 0,3% не е доволно за да можеме да кажеме дека имаме корекција. Затоа 8,8% е минимум што можеме да добиеме за некоја корекција, да кажеме дека еве почнало барем малку да се симнува надоле. Затоа ова е што мислат оние кои што се дел од investing.com, а одека имаме и компании, и физички лица, една од најголемите страни за да речеме инвестирање и економија у светот. Затоа 8,8% е она што они очекуваат, останува да видиме дали тоа ќе биде вистина. Уште еднаш ви благодарам што следите нашиот канал. Останете и понатаму, ние сме овде се додека добиваме поддршка од вас и имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.